трговија со жито и држал крчма на житниот пазар во Кукуш. Мајка му Султана Делчева била особено хумана жена, која им помагала на сиромашните луѓе и пленела со добрина и несебична љубов. Имал прекрасни родители кои го издаде на вистинскиот пат. Како дете, Гоце бил примерен ученик и многу кроток. Сакал да биде во друштво на постарите, да ги слуша нивните раскажувања за далечните земји, за историјските настани, за јунаците. Уште од тогаш имал развино чувство за заштита на подчинетите и слабите. Имал другари од различни националности и никогаш не правил разлика меѓу нив. И подоцна Гоце бил човек кој не знал за национализам, шовинизам и слични зла. Самиот тој велел: јас не ги мразам османиите како народ. Јас војувам против османската тиранија како владеачки систем. Тој е човек од кого можеме многу да научиме. Човек со големо срце, полно со љубов за сите. За себе велел: јас по душа сум анархист, по убедување сум социјал-демократ, а по дела револуционер. Сите го уважувале, дури и турците имале голема почит кон личноста и делото на апостолот Гоце Делчев. Озлогласениот Дервиш Ефенди бил восхитен од него. Кажете му на тој чудесен јунак дека сакам да го видам и да му се поклонам. Ние сите, од царот до последниот заптија, одамна сме изморени. Само тој не се уморува. Се школувал во Кукуш, каде што завршил прогимназиско образование, па во Солун, во Солунската машка гимназија и во Софија, во военото училиште. Подоста и самиот Гоце учителствувал во Штип и Банско, предала 4 предмети: геометрија, историја на природата, географија и француски јазик. Во едно штипско училиште работел заедно со Дамир Груев. Од првата среда, па се до трагичната смрт бил мощно близок со него. Во ноември 1894 година се приклучи на организацијата МРО. Се залага за создавање на револуционарна клима. Успел да внесе свежина во МРО. Се залага за вклучување на жената во револуционарната борба. Неговата сестра Руша Делчева била член на МРО. Ја ширила организацијата и ја пропагирала идејата на револуцијата. Особено водел грижа за зацврстување на погранични райони за пренос на оружје и на револуционарна литература. Преку организацијните канали на МРО успел да влие врз зацврстувањето и потикнувањето на голем број луѓе на револуција за ослободување на македонскиот народ. Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешно остание. Кој мисли некој да се ослободи, тој се лаже и себе си и другите. Ова бил ставот на Гоце за принципите на македонската револуција. Идеја која ни остави како аманет. Идеја од која можеме да извлечеме и општа поука за животот, а тоа е самите со сите сили да се бориме за она што го сакаме, да не чекаме од другите да го сторат тоа за нас. Ние нема да дозволиме други да решаваат дали да живееме или да умреме и кога. Повеќе се прави восстание ќе реши народот. Ова се зборови на Гоце Делчев при средбата со Даниел Николаев во Чустендил, кога бил испратен да го попречи надвошното мешање во работата на револуционарната организација во Македонија. Според Ѓорче Петров, неговата концепција била дека робството се должи пред се на самиот роб и кога ќе престане робот во душата да биде таков, робството исчезнува само по себе. Бил го напреден од директор на Штипското училиште и со тоа имал големо влијание во ширење на револуционарната идеја. Во текот на својот краток живот неколку пати бил затворен од турските власти. Па поради непостојање на докази бил ослободуван. Во април 1896 година, заедно со Ѓорче Петров, биле ополномоштени да изработат устав и правилник кој што уставот носел наслов Устав на тајната македонско-одринска револуционарна организација. Подоста преименувана во Внатрешна македонска револуционарна организација. По некое време ја прекинал учителската дејност и целосно се посветил на револуцијата. Гоце е еден од гранитните столбови на самостојноста на македонското ослободително дело. Тој секогаш безкомпромисно стоел на браникот на самостојноста и самобитноста на македонското револуционарно движење. Христо Антонов Полјански истакнува дека Гоце Делчев е трибун на македонската самостојност и самобитност. Гоцевиот идеал е слободна и независна Македонија со широки права за сиромашното население. Неговата максима е:
ослободувањето на Македонија лежи во едно натрешно стание. Кој мисли поинокот да се ослободи Македонија, се лаже и себе и другите. За да се дојде до саканата цел според Гоце, секој треба да ја засели својата енергија, да ги оптегне заспаните струи на робијето, да се раздвижат нивните чувства кон жртвување. Затоа Гоце смета дека моралната револуција, револуцијата на умот, срцето и душата не на робски народ е најголема задача. Гоце сосема јасно ја увидел опасност од поделбата на Македонија од страна на балканските држави. Тој бил противник на секакво мешање на надворешни фактори во македонското ослободително движење. Тој одбивал секаква надворешна помош, поврзана со амбиција за манипулирање со македонското дело. Тој истакнува организацијата на македонскиот народ е нужна да го собори робството над себе, а не да тргува. Гоце смета дека револуционарната борба треба да се води единствено со собствени сили. Укажувајќи да ја чуваме чистотата на ослободителното движење и организацијата, тоа е првиот услов за нашиот успех. Ако тоа не го направиме, Македонија ќе падне под некоја од балканските држави или ќе биде разделена помеѓу нив. Гоце пледира за проширување на базата на македонското револуционарно движење преку барање на натрешни сојузници. Организацијата се отворила за сите незадоволни елементи, без оглед на нивната етничка и конфесионална припадност. Тој меѓу првите се залага за вклучување на жените во револуционарната борба, со што ослободителното движење добило општа човечка димензија. Гоце одиграл позитивна улога за инкорпорирањето на социјалистичката група на Веле Марков и Никола Петров Русински, со што придонел во блесокот на личноста на Никола Карев при обликувањето на Крушевската република. Гоце се проявил како голем револуционер. Тој е еден од главните дејци за активно вклучување на селото во македонската ослободителна борба. Тој е голем противник на расчекорот и делата. Истакнува: ќе бидете наивни ако им верувате на нашите зборови, гледајќи нашите дела. Тој се проявил како голем организатор, масовник на ослободителното движење. Оттаму произлегува неговата огромна популарност и нескршлив авторитет сред македонското население. Тоа го обви неговото име со ореол на легенда. Неговиот визионерски поглед е трајно свртен длабоко кој иднината. Ќе удри утринската зора и за нас. Месец дена пред смртта Гоце Делчев бил во Солун, каде што бил сместен во просториите на Машката гимназија. Неколку пати се сретал со Даме Груев и дискутирал за требање на восстанието. Се разбрале восстанието да биде четничко, партизанско и се согласиле да се одложи за подоцна. За време на неговиот престој во Солун, Централниот комитет му се пожалил од гимеджиите, солунските атентатори, кон кој Гоце имал одредена слабост, еднаш дури и финансиски ги подпомогнал. Со Даме Груев побарал гимеджиите да ги одложат акциите за подоцна и се обиделе да ги убедат дека терористичките акции треба да бидат усогласени со општиот план на организацијата и да послужат како последно средство за притисок, но неуспешно. Не најше на разбирање. На почетокот на мај 1903 година Гоце Делчев, мощно и вешто камуфлиран, планирал да се упати на конгресот на Селскиот округ, кој требало да се одржи на 6 мај во селото Ловча. Меѓутоа, турската власт веќе одела по неговите стапки. Тој ни на сон не може да предпостави дека врховистичката рака веќе го предала на турскиот режим. Во Солун веќе действувале солунските атентатори, францускиот параброд Гвадалквивир, Отоманската банка, поштата и другите установи биле кренати во воздух. Вечерта, на 2 мај 1903 година, Гоце Делчев пристигна во селото Баница, каде што се нашли со своите блиски соработници Димо Хаджидимов, Димитар Коштанов, Георги Бродлијата и други. Во меѓувреме турците го околеле селото. Утрото на 4 мај, Гоце Делчев и неговата придружба биле известни за тоа. Се обидувале да го спасат селото, но турците притискале. Настанала борба во која младиот Гоце Делчев, гордоста македонска, го загубил својот живот. При застанување за полнење на пушката, Гоце Делчев бил погоден. Паднал врз пушката, се обидел да се кредне и паднал мртов. Вака е опишано заснувањето на неговиот живот. Изгледа
посокувано од многумина душна. Неговата смрт била регистрирана во повеќе османски телеграми. Како и вестници во цела Европа, бил погребан во Баница. По 20 години, во 1923 година, неговите останки биле пренесени во домот на Нинденската организација во Софија, а во 1946 година во слободната македонска татковина во Скопје. Зашто, овој храбар юнак не доживеал да го види македонскиот народ како издвои во слобода против пропагандите на соседните држави и Османската империја. Гоце Делчев го даде животот за својата татковина. Сите македонци треба да се благодарни и да се поклонат пред неговиот лик и дело. Тој е пример за сите идни генерации. Ќе остане запаметен како голем патриот, хуманист кој секогаш зрачен со оптимизам и верба во посветла иднина. Ние сега живееме неговиот сон. Сонот за слободна Македонија. По своите спомени, Пандо Кјашев за Гоце Делчев го запишал следно. Ретки се народите кои има личности од форматот на Гоце Делчев. Со право со време на Македонија има длабок пиетет кон Гоце Делчев. Првенецот на македонското револуционарно национално освободително движење во крајот на 19 и почетокот на 20 век. Честувањето на ликот на Гоце Делчев е тесно поврзано со неговата револуционарна национално освободителна борба. Едно од најголемите честувања е пренесувањето на Гоцевите останки од Софија во црквата Свети Спас во Скопје во 1946 година. Ова честување била една од најголемите манифестации во историјата на современата македонска држава со највисоки државни и воени почести. Во конаците на црквата Свети Спас се сместен музеот на Гоце Делчев, во кој се изложени парчиња на оружје и други експоненти. Може да се најде конска облека, може да видите да се видат парчиња оружје од приватни колекции, јатагани куши, пушки и така натаму. На крајот, ќе завршам со големата мисла на Гоце. Дали може да има друго место за еден македонец, освен во Македонија? Дали има народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа отколку во Македонија? Затоа, за апостолот Гоце Делчев, со право ќе кажем дека со своето дело ги помина портите на историјата и замина во вечноста. Но, како ние денес се одолжуваме кон него и кон сите останати борци кои станаа херои на своето време? Сведоци сме на невидено опустошење на македонската историја. На настани ликови кои се длабоко внесени во свеста на сите македонци и кои Македонија ги чествува со должна почит. Пример за тоа е и ова чествување кое ВМРО ДПМН и Општинскиот комитет на Делчево го организира на најдостоинствен начин. Меѓутоа, се повеќе од Бугарија, Грција и Албанија ни се скратува можноста за чествување на многобројните историски случувања. Се повеќе негации, омалажувања и закани по опстанокот на нашата држава. Па се прашувам како научник и како човек, дали е можно такво нешто? Очигледно дека тоа се одвива пред наши очи, дури и со помош и поддршка на меѓународниот фактор и актуелната власт. А зошто мора така да му се прави на мирниот, слободолюбив и онепредан македонски народ? Пред нас е тешко време. На овие простори сме скоро осамени. Сите останати би сакале или треба да земат нешто наше, или ние да не се прашаме за ништо. Нашиот одговор ќе биде дека сакаме мир и почитување. Ама ќе покажем и голема одлучност кога се во прашање нашите интереси. Затоа, за оние кои се изгубија без страх, ние сме сега нивниот единствен траг. И докато се сеќаваме на саможртвите на гемеджиите и другите борци за слобода, истовремено треба да размислуваме како да ја градиме економијата и националното единство и да ги чуваме виталните национални интереси. Преку 200 години се обидуваат без успех да не поделат и променат. Се променило доста, а пред се емоциите на нашиот народ и сите ние македонците не можеме повеќе да се помириме со тоа дека само македонците се криви за се и дека ако сакаат да направат нешто за својот народ, тогаш не офаликуваат како народ кој припаѓа на минатото и на сметлиштото на историјата.
Но сите едно забораваат, дека токму тие кои не притискаат, треба да знаат дека на македонецот кога ќе му дојде преку глава, тогаш повраток нема. Затоа не смее да не биде тешко да стоиме тука, да ја негуваме културата на сеќавање, бидејќи кога тоа не го правиме, не сме вредни да постоиме и да обстанеме. Затоа, најважно е од се да го сочуваме нашиот народ, но и да знаеме што е наше. Државата е клучен збор за нашата слобода. Не може да живееме кога сме притиснати како држава и ни се загрозени слободата и обстанокот. Затоа да бидеме само своји, да бидеме само македонци и секогаш единствени едни на други од помош. Затоа не ни се потребни луѓе кои работат на изградба на кариери, туку на силно и емотивно чувство на државност, на пропатрија витам давус. Се додека не излезе некој кој силно ќе рече стоп. Не може вака. Не може да бидеме стрекни ако друг не ги чува границите, туку треба да ги чуваме пред се самите. А кој да ги чува кога изродивме и кого изродивме и кого спревивме за тоа? Затоа, на крајот, сакам да ја поздравам оваа ангажираност на ВМРО ДПМН и на Општинскиот комитет на Делчево, кои совесно и организацијно не подсетуваат дека секој ден мораме да се присетуваме на нашите предци на ова место. Јас, во името на сите вас и во името на сите македонци, можам само да кажам за нашите херои. Извинете ако било кога имало минута, секунда, ден или година да не сме се сетили на вас и да не сме ви се поклониле. Македонија ќе ве памети и ќе ве чествува и вас апостоле Гоце Делчев. Се додека векот векува и светот светува. Ви благодарам.